Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Одлично е. Супер е. Одлично е, да. Па многу убаво, многу. Секоја година се поубаво и поубаво. Вакви беа импресиите на оние кои го посетија петиот интернационален мотособир во Свети Николе. Добро вечер, Свети Николе. Добро вечер, Македонијо. Присуствувате на петиот мотособир, најголем мотособир во Македонија, во нашава земја. Верувајте дека 15 ентузијасти од мотоклубот го организираа сето ова и благодарение на нив вечера сме овде да се забавуваме. На 2000 моторџи и скоро 11.000 посетители го раздвижија малото градче во Овчеполието. За прв пат оваа година настанот беше организиран во 2 дена. Од каде се гости очекувате? Значи, до сега имаме пристигнато гости од повеќе држави спрема најавите кои ги имаме. Да имаме гости од Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна, Словенија, Австрија, Грција, Бугарија, но се надеваме дека ќе дојдат и гости кои што не се најавија, така да отворено е за сите се добре дојдени. Настанот е од големо значење за општината. Овој мотособир за општина Свети Николе значи многу. Токму затоа и општина Свети Николе е покровител на целата ова манифестација. Јас се надевам се поминува во најдобар ред. А што значи ова со Свети Николе? Разбира, голема промоција пред не само пред публиката на Република Македонија, туку и широко. Ова е најголемиот собир на Балканот. Можам слободно да кажам тоа. Во исто време можам да истакам дека им благодарам на ентузијастите од мотоклубот Свети Николе кои се погрижија за целата оваа манифестација добија таква димензија. Организатор на овој мотохепенинг е мотоклуб Свети Николе. Таму се луѓе кои се со големо срце кои активно се вклучуваат во многу хуманитарни активности. Поочекувано, и овој настан имаше хуманитарна основа. Значи, оваа година овој мотособир има хуманитарен карактер и е посветен на една млада личност која трагично го загуби животот пред 2 месеци во сообраќајна незгода со мотор, така да во негова чест, во негово сеќавање овој мотособир е посветен за него и секогаш ќе остане во нашите срца. Грумовите на асфалтот беа главни, но за човек да се чувствува безбедно кога е понесен од адреналинот, мора да почитува одредени правила. Поред тога што нормално треба сваки возач да има положену А категорiju, vrlo bitna je i zaštitna oprema, znači počeo od kacige, jakne, rukavica, pantalona, čizmi, jer svaki deo opreme koji skinete od to što sam navedeo, imate mnogo veću mogućnost da doživite ozbiljne povrede i ne daj Bože smrtne ishode prilikom svakog pada. Tako da je obavezna oprema i to svi bajkeri koji voze neke duže relacije, a i gradske vožnje, oni znaju i bez problema sa svojom opremom i ono svaka dobra oprema glavu čuva. Мотосочувањето беше подеднакво атрактивно и за љубителите на брзината на 2 тркала и за влюбениците во пивото, но и добрата музика. Овде е прелепо место, презадоволни смо, чуе се из атмосфера од наших другара, те имамо пријателјски клубове, возимо се и дружимо колку су могуćности и како дозвољава време и финансије и посо и све. Често, народот љубовта кон моторот ја истоветува со онаа кон пивото. Се вели, одат рака под рака. Navodno da pivo i motori idu zajedno, ali samo onog trenutka kada se ne vozi, kada se odmara i kada se provodi neki duži vremenski period na jednom mestu. Пивото лизга во комбинација со музика, па поддршка на настанот дадоа домашните бендови. Значи, ова е добро и супер за промоција на нашите македонски бендови. Значи, колку повеќе има овакви настани, толку подобро. Атмосферата дополнително ја вжештија и балканските познати имиња. Ален Исламовиќ видно возбуден уште пред настапот испрати видеопорака. Драги мотористи, ma gdje bili? Pozivam vas na veliku motorijadu koja će biti u Makedoniji u mjestu Sveti Nikola. Poneka ljubav možda А
А Буро Чорба си го одржа минатогодишното ветување. Се врати да го изработи уна, што лани го почна, но не го заврши поради силниот дожд кој му прекосеше. Лепо е време, неće biti kiše i mi ćemo u punoj formi. Ovo je fantastičan skup, ovde ima više od 10.000 ljudi i napravit ćemo haos, sigurno. Висока доза на адреналин над ветеркала. Нормално збогатено со пиво, мезе, сето ова под етикетата на хуманоста и збогатено со голема музичка програма. Овој настан заслужува вистинска факултетска десетка, организирано и поддржано од општината на Свети Николе, нормално и од мотоклубот Свети Николе. Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина.